got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Токму така. Или што би рекол преводот, дечките од Black Eyed Peas чувствуваат дека ноќва ќе биде ептен добра, а и не може да не биде добра ако сте вработени на клиниката за токсикологија. На вработените таму, секоја 31 декемвриска ноќ им е ептен добра. Впрочем, тие цела година работат и живеат за овој ден, односно ноќ, кога ќе има најмногу работа и најубаво ќе си поминат детоксирајќи нивни сограѓани и сограѓанки, претходно квалитетно налиени за уште поквалитетен старт на новата година. Но, да одиме од почеток. А почетокот е некаде во октомври или септември, по принципот што побрзо, тоа подобро. Почетокот вклучува собирање на целото друштво и одлучување што за најважната ноќ во годината, ноќта на 31 декември спроти 1 јануари. Се разгледуваат понудите, се одбира место, па се оди на местото кое сте го одбрале и се разгледува масата која сте ја одбрале. Доколку ви дале маса со една покуса огарка која предизвикува нишање лево-десно кога ќе прилегнете на неа, веднаш се буните и ја пронаоѓате најубавата маса во целата кафеана. Пишувате зафатено со фломастери големи букви и задоволно го чекате последниот ден од годината. И бидејќи ако станете дома или одите на плоштад за да ја пречекате новата година сте лузер број 1, гледајте да ја одберете најскапата понуда и кафеана во градот. А се што е по 3000 денари е исто така лузерско. И бидејќи само еднаш е нова година и по уште една секоја наредна, не би ве личело да заминете на новогодишната прослава облечени во некој парче облека кое сте го носели и претходно. Нешто подоцна ќе ви објасниме и зошто е од исклучителна важност да имате нови парчења облека на себе. Но пред да дојде фамозната ноќ, не пропуштајте ги ни возбудливите моменти од претходните денови, бидејќи само во овој период имате што муавет да си направите кога случајно на улица ќе сретнете познаник кого одамна не сте го видели и за кого поима немате што прави, а не ви е ни важно. Единствено во тој период можете наместо за моментална температура и состојбата со временските услови да зборувате на тема каде за нова година. Откако ќе сватите дека тој одбрал многу поповолна понуда со поубава певалјка и подобар избор на турбо фолк, си викате, добро, за друг пат и тргнувате да си припремате за така наречената најлуда ноќ. Припремите мора да вклучуваат квалитетен избор на плейлисти со најдоброто од турбо фолк музиката за слушање кон дома и повторување на материјалот. Нешто вакво, например. Sva moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. Она што е од исклучителна важност за новогодишната ноќ, покрај местото, друштвото, изборот на музика, се разбира е и облеката. Бидејќи кога сите ќе се пијани и освен чашките со алкохол пред себе нема ништо друго да гледаат, ќе биде од исклучителна важност дали носите толк фустан со кој им помагате на работниците од комунално очистење на градот или пак си ги носите пижамите со кои спиете. Исто толку значаен е изборот на алкохол со кој ќе ја дочекате новата година. Доколку сте обезбедиле аранжман кој вклучува неограничено пиење, осигурајте се дека сте ги пробале сите можни видови алкохол кои постојат во локалот. А бидејќи по некое време нема да знаете како се викате, а нешто сте пиеле претходно, таа задача доверете ја на келнерката, па таа нека ви го прави изборот. Колку поголем алкохолен коктел направите во вашиот организам, толку подобро ќе можете да ги восприемате вибрациите кои ги доаѓаат од звучниците. Па така, кога ќе ве погоди омилената песна, ќе можете да клекнете, да се качите на стол, маса, лустер или покрив. Ако количеството алкохол во крвта не ви дозволува ни да мрднете, тогаш, ако имате среќа, можеби некој од вашето друштво ќе ве крене. Можеби на маса, можеби на раце, па најпарвин во WC. Таму прописно ќе ве расчамара и полие со вода, па ќе ве врати на забавата. Доколку не покажувате знаци на желба за забава, туку на желба за повраќање, следниот чекор е изнесување надвор од локалот, пробивајќи се низ останатите славиници кои се кладат во ритмот на музиката или неконтролирано и неартикулирано како што алкохолот ги шета низ просторот. Додека излегувате, обичајте да ве потурат со помалку коњак или водка, а не е исклучено и курење со цигара за подобар старт на годината. Доколку по некоја случајност вие сте личноста која изнесува пијани пријатели надвор од локалот, уште еднаш ќе потенцираме. Исклучително е важно да носите некое ново и убаво парче облека, бидејќи нема смисла вашиот пријател да повраќа на стара кошула, например. Да, повраќањето е новогодишна фаза која се случува надвор од локалот.
Се разбира, доколку имате пријател кој е доволно трезен за да ве однесе таму. Доколку немате, тоа можете да го направите и внатре, веднаш до парот кој страстно се бакнува. Само внимавајте, тоа да не го направите врзни, бидејќи иако ќе бидат пијани, нема да бидат среќни со одлуката како да го решите вашиот проблем. Веќе рековме дека е подобро кога имате трезен пријател кој ќе ве асистира при моментите на метење на подот со вашето достоинство. Откако неколку пати ќе ве изнесе надвор да повраќате и ќе ја помине пола од прославата заедно со вас, ќе реши дека е време за последната фаза од новогодишното лудило. Фазата која вклучува фаќање такси, влечкање на пијаното другарче до него и правец на токсикологија. Ако вие сте трезната фаца, ова е моментот кога наоѓате човек со кого ќе можете да си честитате нова година и да бидете сигурни дека знае што ви кажал. Нема врска што честитката доаѓа со дупла цена и што подоста ќе ве псуе бидејќи вашето другарче му го исповратило таксито. Важното е да ве однесе до клиниката за токсикологија. Откако ве однел таму, полека отварате вратата од клиниката и на брзина го фрлате вашето другарче внатре. Потоа, фаќате такси, се враќате назад и оваа операција ја повторува до уште неколку пати во текот на ноќта. Вашето другарче пак преминува во рацете на вработините во клиниката за токсикологија. Луѓето, кои како што споменавме, со душа ги чекаат овие моменти од годината. Дочекувањето на првото изгрејсон се или врнежи од снег во новата година во болница се разбира најдобриот можен начин да се почне годината и да почнат да ви се исполнуваат сите желби кои ви ги пишуваат во новогодишните честитки, почнувајќи од тие за здравието поради кое сте таму и парите кои ќе треба да ги оставите таму. Доколку пак не се напиете доволно добро за да добиете билет за токсикологија на новогодишната ноќ, не очајувајте, имате можност за поправен испит веќе уште наредната ноќ, во втората епизода од Лудилото, втора вечер, нова година. А кога веќе сте убаво напиени за време на новогодишната ноќ, пристапете кон почнување муабет со рандом момци или девојки кои се исто така понапиени. Статистиката покажува дека во моментите на новогодишно лудување можете многу поуспешно да фатите некого или некоја, отколку во обично излегување за време на викендот, бидејќи новата година ги поместува сите можни граници и правила. И не очајувајте доколку не се сеќавате на ништо друго освен на утрото на токсикологија. Секогаш, а баш секогаш ќе има луѓе кои биле во истиот локал со вас и се сеќаваат на се. И не само што се сеќаваат, туку се спремни и да им раскажат на сите кои ве знаат. А да, добро би било една од првите работи кои ќе ги направите веднаш по будењето на први, после зачудувањето колку многу ве боли главата и што ден е, да биде логирањето на Facebook. Доколку вие немате поим што сте правеле, вашите пријатели веќе ги закачиле фотографиите од кои сте дел, а кои никако не би сакале да стигнат кај вашиот работодавец или кај вашиот партнер. Епа, на здравје!